Благодарам, председателе. Почитуван колега Мицевски, зборувавте за катастрофални политики, зборувавте за популизам и навистина ВМРО ДПМН се обидува се што е позитивно во државата да го представи како негативно и тоа не можам да го прифатам како нормално. Не е во ред. Очигледно гатачот кој што го ангажиравте сега последно не ви помага. Не можете да ги промените фактите и аргументите. Колега, доказ за тоа дали економијата се движи во позитивна или во негативна насока, може да го погледнеме низ призмата на растот на бруто домашниот производ, кој што имаме некој просек од 3,5%. За време на владењето на ВМРО ДПМН, БДП-то беше во минус, ако не грешам во 2012 година, минус 4,5%. Најавувате протести доколку се зголемила минималната плата. ВМРО ДПМН, замислете, ќе излегле на протести доколку ја зголемиме минималната плата. Нека ви е на чест. Нека ви е на чест. Трајко Славевски ангажиран во партијата. Заедно со гатачот, те што пак ја промашиле работата. Нема ќе ја зголемиме, колега. Обожавате, барем во комисиската расправа, ова било ке влада, ова било не знам каква влада. За разлика од ке владата на режимот на ВМРО ДПМН, сега на вистина минималната плата е зголемена. Наместо ке изградиме патишта, изградени се 500 километри регионални и магистрални патишта. За 2 години 500 километри регионални и магистрални патишта, ВМРО ДПМН 350 километри за 11 години. Има разлика, колега. Ова влада гради. Ова влада ем што гради, ем го намалува долгот. И уште нешто да не заборавам. Нема ке го вратиме долгот. Граѓаните на Република Северна Македонија го враќаат долгот од недомакинското работење, дури ВМРО ДПМН беше на власт. 2,3 милиарди евра треба да вратиме граѓаните заради вашето криминално владење цели 11 години. И сега ќе ми кажувате во 21. век не се зборувало за водоводи и канализација. Па од кој век дојдовте вие? Ама затоа поднесувате амандмани за опашката, па колега, само за опашки сте потрошиле 1 милион евра народни пари. Срамота е сега овде да кажувате вие за водоводи и за канализација. Благодарам.